Почитувани граѓани, почитувани медиуми, огромни скандали, страшни криминали и прекршувања на закони се направени од страна на кадрите на СДСМ во институциите со кои што владаат. Почнувајќи од централната власт, па потоа Петре Шилегов во град Скопје, а по него и следствено директорите на јавните предпријатија. Нема ред, нема поредок, единствено само криминал. За сето ова сведоци сме секојдневно. Денес ќе обзнаниме огромен скандал за тоа како се местат тендери и како фирмите на СДСМ работат и ги испумпуваат парите на граѓаните. Уште еднаш сакам да ја замолам и јавноста, но и институциите внимателно да го следат овој случај деновиве. Имено, за што се работи? Јавното предпријатие Водовод и канализација, директорот кој што беше доскорашен трет човек во партијата и еден од милениците на Петре Шилегов, Душко Весковски, секоја година како директор склучува рамковна спогодба за изведување на работи и реконструкција, доградба и замена на водоводни мрежи. Така и минатата година јавното предпријатие Водовод и канализација и Душко Весковски подпишале рамковна спогодба врз основ на тендер со 5 фирми уште во април 2020 година. Вредноста на тендерот за реконструкција на водоводна мрежа околу 2 милиони евра без ДДВ секоја година. Сега, по подпишување на оваа рамковна спогодба за секоја реконструкција на било која мрежа, инаку ова е рамковната спогодба која што е подпишана, тука можат граѓаните да ја видат, за секоја реконструкција, после подпишување на оваа рамковна спогодба, за било која мрежа која што сака да ја прави јавното предпријатие Водовод и канализација, мора да има тендер помеѓу овие 5 фирми, односно бирање на најповолен понудувач и се прави негативно надавање, односно единствен услов е да има најниска цена и најповолен понудувач помеѓу овие 5 фирми за реконструкција на одредена мрежа. Фирмата која ќе биде деноиве предмет на интерес, внимавајте, една од овие 5 фирми кои подпишале рамковна спогодба, а тоа е фирмата КБК Инженеринг, која што исто така тука стои како еден од подписниците на рамковната спогодба, чии собственици се знае и се сметаат дека се многу блиски до СДСМ како партија. Да преминеме на главниот случај кој е сам по себе криминален. Јавното предпријатие Водовод и канализација и Душко Весковски, директорот, одлучуваат да ја реконструираат водоводната мрежа на улица Варшавска во Карпош и реконструкцијата ја започнуваат на ден пред избори, 14 јули 2020 година, и реконструкцијата, внимавајте, ја започнува и ја прави фирмата КБК Инженеринг. За сето ова, ние имаме и докази кога е започната реконструкцијата, односно кога траела, што дополнително ќе бидат обзнанети. Реконструкцијата оваа фирма КБК Инженеринг, инаку блиска до СДСМ, ја завршува некаде кон крајот на август, пошто на улицата Варшавска почнуваат други активности за реконструкции, но за тие ќе говориме во некоја следна прилика. КБК Инженеринг почнува со работа на 14 јули, но почнува без да има одбирање на најповолен понудувач за која од овие 5 фирми да ја добие работата. Фирмата ја завршува работата во втората половина на август. Одлука за најповолен понудувач помеѓу овие 5 фирми се уште нема. Одлука за најповолен понудувач се носи дури на 6 октомври, а договорот е подпишан на 9 октомври помеѓу Водовод и КБК Инженеринг за реконструкција на водоводна мрежа на улица Варшавска, која што веќе е завршена. Значи, да резимирам уште еднаш, фирмата КБК Инженеринг оди на улица Варшавска во јули, реконструира водоводна мрежа, надворот закон, надворот процедури, надворот се останато што пропишуваат законите, ја завршува работата и дури после месец и пол се носи избор за најповолен понудувач, токму фирмата КБК Инженеринг, и се подпишува договор за работа, дури откако целата реконструкција е завршена. Ова е договорот, посебен договор кој што се склучува после рамковната спогодба помеѓу фирмата
КВК инженеринг и јавното предпријатие Водовод. Јасно може да се види дека е склучен на 9 октомври. Согласно овој договор, вредноста на реконструкцијата е 18 милиони 41.646 денари или приближно 300.000 евра со ДДВ. Значи, директорот на Водовод, Весковски, однапред имал смислено, заедно со Шилегов, која фирма ќе добие работата, најверојатно во претходен договор со нив и свесно, на нивна совест, прават криминално дело или правно толкувано, несовесно работење во служба согласно член 353 од Кривичен законник, што јасно покажува дека овој случај треба да има и постапка од страна на надлежните институции. Тендер, тандем од Шилегов и Весковски, местеле тендер, прво е завршиле набавката, па распишале тендер, односно одлука за избор на најповолен понудувач, каде добитник е фирмата која претходно ја завршила работата. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, појасен доказ и показател за тоа како се местат тендери за фирми блиски до СДСМ нема. Појасен показател како се испумпуваат народните пари нема. Појасен показател од ова дека јавните предпријатија на град Скопје и нивните директори тонат во криминал нема. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, како што споменав на самиот почеток, внимателно следете, ние поседуваме сериозни и целокупни докази и документација за целиот овој случај, што потенцира и докажува дека овој тендер е наместен, а наредните денови ќе ги обзнаниме во детали. Јавноста ќе се запрепасти како се трошат нивните пари од страна на кадрите на СДСМ кои раководат со институциите, во случајот директорот на јавното предпријатие Водовод. Овие договори се само вовед во сето она кое што ќе го дознае јавноста. Повелете прашање? Мислам дека на денешната пресконференција тие фирми, бидејќи не се предмет на обзнанување на оваа криминална афера, не би било во ред да ги обзнануваме, иако се го покажав договорот. Во однос на сите фирми кои што функционирале на несовесен и криминален начин, наредните денови ќе бидат јавно обелоденети и ќе се знае. Јас потенцирав во мојата пресконференција денес и наредните неколку денови фокус е фирмата КВК инженеринг, односно во договорот како што стои за рамковна спогодба КВК инженеринг и кодинг, тоа е фирма која што е блиска до Социјалдемократскиот сојуз како фирма, чинам дека еден од нивните директори на тој конзорциум фирми, односно на нивна сестра фирма е кандидат за градоначалник на една општина на СДСМ, така да наредните денови најпрвин да го исцрпеме овој случај за КВК инженеринг, а подоцна ќе разговараме и за сите други криминални тендери.